Избори на 15 јули, власта и опозицијата конечно утврдија датум прифатлив за двете страни. СДСМ вели дека ова е последната отстапка што ја прави за процесот да биде инклузивен. Лидерот на социјалдемократите Зоран Заев тврди дека има согласност од Христијан Мицкоски за 10-тите парламентарни избори да бидат на средината на јули. За да не страда народот и за да им се овозможи на Мицковски и на ВМРО ДПМН на дело да ја покажат својата одговорност. Го заклучуваме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за избори на кој гарантирано ќе учествува опозицијата. Ја информирам јавноста дека денеска повторно разговарав со Мицковски и тој ми потврди дека е согласен да учествува на избори на 15 јули. Понеделник 13 и вторник 14 јули ќе бидат ден за гласање на болни и изнемоштени лица, вклучително и граѓаните кои што се позитивни на коронавирусот, дома или во болници, сите што се во самоизолација и сите хронично болни граѓани. Овој наш чекор на крајна државничка одговорност. Верувам дека ќе го поддржат сите наши политички партнери и соработници, а информирани се секако меѓународните сојузници на нашата држава. ВМРО ДПМН е на потек да излезе пред народот и да се соочи со потребата од одговорно однесување. Пред обраќањето на Заев од ВМРО ДПМН изјавија дека се подготвени за избори на 15 јули под два услова. Доколку се исполнат условите за востановена наблюдувачка мисија на ОПСЕ ОДИХР и воведување на сериозни здравствени протоколи за изборната кампања и денот на гласање, ВМРО ДПМН ќе учествува на изборите на 15 јули и ќе биде победничка партија. Нареден чекор е повторно да се побара од шефот на државата да прогласи вонредна состојба што ќе овозможи на владата поради распуштениот парламент да ги помести изборите за среда 15 јули. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.